Власта помпезно најавува дека ќе истражува дали постои депонија со линдан над Скопско Драчево, по информација добиена во август годинава. Но сведоштва на поранешни вработени во ОХИС и документи кои уште во март ги објави 360 степени, многу порано сигнализира дека таму на диво се складирале остатоци од канцерогениот линдан. Како официјална информација нема стигнат. Јас навистина честитам на истражувачките новинари кои што успеваат да дојдат до вакви информации. Но сепак е јавно објавено Тоа е секако јавно објавено, меѓутоа имаме толку многу надлежности што ние, како да речем, не можеме постојано да следиме што се објавува јавно. За индиции за дива депонија со линдан надвор од ОХИС, долго време до Министерството алармирали граѓанскиот сектор. Кој е одговорен зашто оваа информација која била јавна ништо не е направено, не е превземено врз основа на тоа? Колку токсичен отпад и на колку локации остави некогашниот хемиски гигант ОХИС и колку човечки животи биле загрозени и се уште се загрозени од неодговорниот однос на сите власти досега. Решени од фабриката ОХИС, магистерски труд и еколошки план на општина Кисела Вода. Најмалку 3 документи што 360 степени ги објави пред 8 месеци укажуваат дека депонија со линдан има и надвор од кругот на ОХИС, кај местноста Пеленица на Драчево. Ова решение од архивите на ОХИС датира од 1976 година. Со него е одобрено складирање на остатоци од линданот во веќе изграден базен за депонирање, а како локација наведена местноста Пеленица Рупа. Поранешен вработен во ОХИС во 2014 година, на Металуршкиот факултет во Скопје одбранил магистерски труд во кој е содржана истата информација. Дополнително, и општина Кисела Вода во локален еколошки план во 2016 местноста ја нарекува индустријска депонија на ОХИС. При тоа, општината нема дилеми дали има хемиски отпад или не, туку дали тој се уште е во метални буриња или веќе продрел во подземните води. Во последните 40 години, кога хемиската индустрија работеше со полн капацитет, големи количини на хемиски отпад се складирани на оваа локална депонија. Во периодот на изработка на овој локален еколошки акцијски план, општината не располага со потврдени податоци дали отпадот складиран пред повеќе години на оваа локација се наоѓа се уште во метални буриња плитко закопани под земја или тие се излеани и представуваат закана за подземните води и поширокиот регион. За таа цел, потребно е да се направат темелни истражувања и студија со која би се дефинирала состојбата. 2 години од усвојувањето на овој документ, студија не е направена. Кога во март со поранешниот вработен во ОХИС Сретен Стојковски ја посетивме локацијата, таа беше покриена со снег. Неговите сознанија, подкрепени со сведочења од вработениот ОХИС, велат дека овде се складирани 8000 тони опасен отпад од ОХИС. На истиот начин како што е складиран во ОХИС и овде е донесен, ставен, затрупан со земја и така е оставен. Нема од тој период нема мониторинг на локацијата, што се случува, во каква состојба се бурињата, дали се распаднати, какво е влијанието на линданот врз подземните води, нема мониторинг направено. Во прилог на неговите тврдења, тогаш сведочеше и Абдул Вучел, локален жител кој не затече додека снимавме на Драчево. Сите знаат, ја идем у лов, јас сум ловче тука и се вртам редовно оде. Сите оде мештани знаат дека тука има фрлано од ОХИС. Посочената парцела е во сопственост на Република Македонија. 8 месеци подоцна повторно ја посетивме. Освен што овој пат немаше снег, ништо друго не укажува дека овде нешто се истражува. Од Министерството за животна средина најавуваат дека до нова година овој простор ќе биде ограден, а потоа ќе се прават и анализи на почвата за да се утврди дали остатоци од линданот произведуван во ОХИС завршувале токму тука. Една недела пред новата година просторот се уште не е ограден, а нема ниту информативна табла за граѓаните. Единствено Министерството за животна средина вчера побара од Министерството за образование да им забрани на училиштата да организираат екскурзии во местноста Пеленица, што досега често го правеа скопските училишта. Зошто се чекаше толку? Па и се уште ќе се чека, бидејќи нема... Тамен работа, не смее да се чека. Значи, владата во овој момент, него ние сега направивме одредена наредба да се отпочне прво со оградување на локацијата и таа локација мора да се огради за да граѓаните знаат дека да бидат предупредени дека постои можност на таа локација да има
од страното Линдан. И ќе има една табла со која што ќе бидат информирани дека таму би било добро во овој период додека не се потврди или не се отфрли можноста, значи да не се задржуваат. За Мислам дека среќа. имавте изјава до нова година. До нова година ние правиме напори затоа што прво треба да дефинираме кој периметар ќе го оградиме, бидејќи таа е поширока локација, потоа би било најумно да биде речиси целата локација оградено. И ќе видиме, значи до нова година имаме уште една недела, ги затвараме буџетите, ние сме сепак државен орган кој што постапува согласно Законот за јавни набавки, значи ние сме целосно мобилизирани, ги правиме сега спецификациите на оградата, колку треба да биде висока, колкав треба да биде периметарот, дали ќе биде правоагална или ќе биде ќе треба ја следи морфологијата на теренот, да не ве заморувам со детали, таа ќе биде итно оградена. Она што се знае дека линданот како пестицид се користел во македонското земјоделство до 2009-та, кога е забранен за употреба. Досега јавноста знае дека во поголеми количини го има во двете депонии во кругот на Охис, кои се распаѓаат и веќе ја контаминираат околината. Владата неодамна најави дека од следната година започнува чистење на канцерогениот линдан од двете депонии во дворот на Охис. Само за малата депонија, проценките се дека процесот на деконтаминација ќе трае од 3 до 5 години. Сумите кои се калкулираат за ваков зафат се во милиони евра. Дел се обезбедени, дел се бараат преку фонд формиран во соработка со Кралството Норвешка, владата и Канцеларијата за услуги на проекти на Обединетите нации, УНОПС. Откако ќе се најде применлива технологија за чистење на дворот на Охис, најавите се дека можно е со истата технологија или во соработка со Институтот за јавно здравје да се почне со анализи на третата жешка точка, на Драчево. Но многу помала популација, површина ја изложена и помала количина, доколку веруваме на изворите кои што спомнуваат 8.000 метри кубни. Секако, значи, знаете како, ризикот бил тука присутен толку многу време. Изложеноста била и ќе биде уште малку. Значи, работиме и колку е тоа уште малку? До година почнуваме со чистење, значи нема сомнение дека почнуваме до година со чистење, а оградата ќе ја ставиме многу брзо, значи работиме на тоа, само што не сме излегле на терен. Но граѓанските активисти бараат одговорност и прашуваат зошто толку долго се чека и до кога Македонија за животната средина ќе бара меѓународна помош. За нив депониите внатре во Охис и она на Драчево се со иста важност. Се започнеш анализи да се види што има, колку има во почвата, во подземните води, до каде е тоа проширено во околината и во воздухот нормално. И според мене нашето исто барање што ние константно потенцираме дека средства се потребни и дека буџетот не може да биде толку мал за решавање на проблемите на животна средина, особено кога се земаат такси поврзани со животна средина толку големи, значи не може ние да чекаме само меѓународната заедница да не ги решава овој проблеми. Добро ако дала и колку ќе даде, меѓутоа мораме ние да почнеме сами да вложуваме. За опасноста на линданот, самата за себе зборува заштитната опрема што ја носеа представници на консултантска фирма, која во изминатиот период земаше примероци од почвата на депониите во дворот на Охис. Но почвата, подземните води и земјоделските производи од ова поднебје, за разлика од истражувачите, се уште остануваат незаштитени.